Денешното издание е посветено на вредностите и на традицијата. Една од причините, доволна, се разбира, меѓутоа не е единствена, денеска во студиото на Охрид Нјуз за гостин да го имаме господинот Климент Талев. Добре дојдовте. Представник на втората генерација на семејството Талеви, кој изработува оригинален охридски бисер веќе 100 години. Тоа е главниот повод што денеска ќе поразговараме за еден од најрепрезентативните и најпрепознатливите символи на Охрид. Како гледате на еден јубилеј како семејство, веројатно сте горди, 100 години на пазарот оригинален охридски бисер Талев? Секако, овој јубилеј за мојата фамилија и за мене представуваат навистина една голема вредност, со едно големо значение. Тоа е за мене едно животно достигнување. Нормално татко ми не можеше да ги дочекат овие години. Мене ми Господ ми даде мало подолг живот, еден бенефит да можам да денеска јас со мојот син, со моите внуци, со мојата комплетна фамилија, пријатели, пословни партнери, свештени лица, ако дојдете обеќа и така натака, навистина да овај јубилеј од 100 години изработка на охридски бисер во мојата фамилија го прославиме на едно ниво кое доликуваат и на рангот на нашата фамилија. 100 години е сериозна бројка за секоја работа, особено за бизнис во една земја маличка, како што е Македонија, град како што е Охрид. Спомнавте дека сте горди на сите постигнувања, но колку е лесно или тешко да се има бизнис, особено да се занимавате со нешто вредно, како што е рачно изработуван накит или занечиство, во едно место како што е нашето тука. Веројатно не е лесно. Лесно воопште не беше. Јас знам за себе од кога почнав да работам од 63-та година негде, 64-та, кога мојот покоен татко пред неговата смрт ми ја предаде тајната за припремање на емулзијата, за премачкување на седефастите зрна и финализација на производот, за да се добие охридски бисер. Знам само за работа и само работа. Јас сум знаел да работам по 12 и по 14 сати. Дори мајка ми покојна ме наоѓала на работната маса, така навален заспан, фактички малку опијани од самата емулзија, таа се имат своја токсично значение, дејствие, така да малку успиват ако не правиш паузи. Ама кога е човек млад, така многу силен. Силен е, па мисли дека све може, ама своето ипак си го правит самата работа. Така. Да ве вратам малку назад заради публиката. Како почна приказната на изработка на оригинален охридски бисер во вашето семејство? 1964 година, 20 децембар, недела, сабајле во 8 сатот, дојде мајка ми ме разбуди, рече: синко те вика татко ти на кафе. Јас многу се зачудив, затоа што татко ми од 51 кој излезе од затвор до 64 година никош не ме викнал да пиеме заедно кафе. Тој си пиеше со мајка ми. Јас ако си сакав, сам ке си пијав, ама со татко ми не. Тој беше многу принципиелен човек, со принципи невидени кои ги почитуваше во секој поглед. Тој сметаше дека со децата, на децата не му е место покрај старите. Затоа што си имаја тие муабети важни кои што децата не треба да ги слушнат. Тие беа турбулентни и тешки времена, борба за леб, борба за брашно, борба за жито, борба за храна. Многу беа тешки времена и затоа ние бевме малку на маргините, деца. Од ништо не достасуваше, но насофра само на ручек на вечера, а иначе кафи на такви работа и муабет и не.
И седни синко рече. А Илија бе тато му велам, што ти текна? Па синко рече, дојдено е времето, сега нешто треби тато да ти кажете. Добро, тато повели. Види си, на масата имаше 5-6 шишина, шчичина 2 или 3, една тегла со четчина за водни боици. Па сега рече, синко, дојде време да ти кажи тато тајната на земја. Бе, тато имат време. Не, рече. Мене времето ми е кратко. Јас сум на заменување. Ми рече, јас рече, синко, одавна имам земено карта само за овој еден правец. Јас не знаев што е. Тој фактички од затвор кој излегол со 90% срчана мана. Значи, многу малтретиран. И докторот Милосављевиќ, не знам, вие сте помлади, овде беше во Охрид главен лекар и рекол на мајка ми, Вани нема да оид многу. Како и да е. И испи го кафето, синко. Дури не го испив кафето, тој не отвори уста да каже. Си правевме. Што викаме ние латифи на муабет, обичен. Ко татко и син, прв пат. Она озбилен домакински муабет. Сега рече, синко, отвори го ова шише, го отвори. Од ова олко, 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 од ова олко. Затвори го, убо затвори го. Го затвори, ај се рече, склацкај го. Дур си правиме муабет, ти рече, клацкај го шишево. Да се меша то што е натре. Добро. Сега рече, синко, слушај. Еднош ми каза, содржа од нас шишето. Значи, и ми показа колку од која материја се фрлат, но и во грамој ми го каза. Запамти, јас си велам на мајка, мамо, донеси едно пенкалце, тога хемиски излегоја. Едно пенкалце и една хартија да запиша, не рече, синко. Овде, како бе тото, мак заборам, ако запишиш, не ке е твоја тајната, утре ке се жениш, ке се женам, како не знаеш, имам девојка. Синко, жената рече, ке го спастират гардиропот. Ние таму ги подпиквиме работиве скришни, меѓу чаршафите, нема друго место, немаме каси, ние трезори дома, во то, ке го најде. И готово е тајната. Добро. Ај рече, сега кажи ми, земи го шишето, довде тато ова, довде, да. Значи, морав да го земам шишето со материјалот и да му кажам колку во празното шише се фрлат од тој материјал. Ај уште едно, синко, ај уште еднош, 3 пати ме натера. Сега рече, пошто си академски граѓани, 3-та година на студија, студирав економија. Ова беше пред самото дипломирање, јас бев абсолвент на економски факултет. Господин Горан ми падна многу тешко. Тога јас сватив зашто тој ми е предава тајнава. Јас тога осознав дека ќе останам без татко. И така беше. Неделата, после 7 дена од предавање на тајната, почина. Тоа беше. Од тогаш вие како втора генерација го произведувате на ист начин, онока како што почнал вашиот татко, оригиналниот Охридски бисер. Тоа го прави и 3-та и 4-та генерација. Сакам да ве прашам, дали денес го правите бисерот така како што вашиот татко ви ја пренесе тајната на правење на бисерот, дали процесот на производство нешто се променил низ годините или останува автентичен, оригинален така како што почнала приказнава пред 100 години?
Оваа приказка околу изработката за охридскиот бисер не имат една тајна, имат повеќе тајни. Јас сум обврзан со клетва од татко ми. Дека мора, док сум жив, и јас, и моите поколенија, мојот син, мојот внук, и моите внуци, уште двајца ги имат зад него, да ми се живи и здрави, ако саке да работат кој што работа мојот татко. Зашто? Секој новитет, индустриализација на овој процес ја губи вредноста и важноста на домашна ракотворба, рачно изработен охридски бисер. Суштината на нашиот производ, на нашиот артикал за разубавување на женските грла е овај. Значи, јас сум со клетва обврзан да работам. И јас ево сега земам клетва овде, дека во најмилото и во коските од татко ми се колнам, дека ни за микрон не сум ја променал технологијата од она што ми каза татко. Но, мора да се знаете една работа. Јас со татко ми сем тие 7 дена, сем та неделя што ми каза, повеќе тој не ми каза. Толку јас научив да ја направам емулзијата и да ме натера да намачкам неколку зрнца, виде дека имам фат во ракава и ми велите Мрголове, овој поубаво од мене мачкат. Спремен. Ти ден го имаш учено. Абе, Ване вели, јас никош не сум фатила четче, ти не си ми казал мене, абер немам. И сега, ако не ме задржиш, јас ќе си излезев, ти ме задржа. Видов, иначе јас немам работа, но од каде да му кажам јас? А овој роден за бисерџија. То во мојата подсвест длабоко влезе во тој момент. И јас си реков, добро е да имам чага, да имам диплома. Дипломиран економиста, тога беше Охрид во еден голема експанзија индустријска, Тоза Драговиќ, Лихнида, Братство, Емо. Слушајте, Охрид беше индустријски центар. Втор по главно Гордост, Отекс. во тогашна Југославија. Така е. Гордост беше. Соработвевме со Ањели од Торино, соработвевме со Крагуевац. Ние бевме погон на Крагуевац. Но, за метод реков, кога ќе дојде момент, ќе си го работам. И еднош реков, па зашто јас вака го губам време во напоруче? Ми остави татко ми мало материјали и ми остави едно цело шише. Што напред, Удба не успела да го земи, не знаела што е. Тоа ако беше виното го зедоа цело во подрумите, ама емулзија отровна, ако се напие, ќе оде афира. И остадоја. Чечинава, за деца, за водни бојци, не му беа интересни. Материјалов, мислеа стаклени зрнца се, тие чисти седев. Стрико ми ги имаше донесено од Витлеем или Бетлехем, тогаш е Јордан. Сега мислам дека е или во Палестина или во Палестина, така е. Тоа е, нели, местото кај што е роден Исус Христос во пештерата и така натака, цела религиозна историја. Најквалитетен материјал во светов таму, од Црвеното море. За жал сега, во Црвеното море веќе не живе школката од која се добива зрнцината за изработка на охридски бисер, бидејќи се потопија 4 танкери огромни со сирова нафта и ден денеска дното е метар и пол со сирова нафта, а школката, браво, школката бара чиста вода, како Охридско езеро. Пара ние од езеро пијавме. Јас со џумо и со кајчето одев 100 метра од пристанишен, ке си нацрпев и си носев дома за пиење како дете. Да, најголем басен со питка вода воведе од Европа, кој треба да си го чува. И то сакам да кажам дека све досега што сум направил, што сум постигнал, ова што рековте вие новитети, да, новитети во смисла, татко ми семе за едноредни бисери, огрлици, за нараквица, дури ни за убитки не ми каза, затоа што не ги правил. То све јас го воведов.
Сега внук ми да е жив, гледам, дури и мене ме надмаши. Прави такви плетива, такви убавини, што да речеме денеска ќе го направите, господине Горена, утре, заутре оди надучен го нема. Абе Климче кај тие, ојде да го продадов. Уникати се тие. Тој само уникати. Апсолутно. И ние даваме и гаранција за уникатство. Затоа е вредноста голема Да. на оригиналниот производ. Значи, онај асортиман што го гледате надучан, тоа е све моја заслуга на мојот син и заслуга сега на мојот внук Климент. Каде се ги красат грлата на дамите вашите производи? Каде се имате продадено низ светот? Каде се Охридскиот бисер го репрезентира Охрид надвор? Ке кажам само кратко, иначе ако зборувам за ова, илјадници ги се. Необични купувачи. Дошол на одмор, купил би се. Не. Зборуваме за луѓе кои што удриле печат на развојот на светската политика, светската економија, светската историја, светската археологија, медицина и така натака. Сваќате дека за кого се работи. Значи, најважен носител на нашиот бисер е принцезата Дијана. Та не дојде овде, нормално, никош не дошла во Македонија. Тога беше Киро Глигоров председател. Беше Чарлс тука, така. Така е. А протоколот од Бекингемската палата му се јави на протоколот на покоен председател Глигоров, со кој и ден денеска сум јас пријател, жив е протоколот, и ми рече, аман, господине Талев, да ми направиш 12 мм во пречник бисер со чворчина измеѓу јапонски начин на врзување, 38 сантими, ни 0,1 мм, ни плюс, ни минус, 38. Ако ме вервите, господине Горан, јас сат и пол изгубив да ги укомпоновам да дојдам до 38. Зашто? Едниот е 12,001 мм. Го менува тоа суштина. Има остапување. Има достапување. Овај ми вели така протокол да рече 38,00. Најдов. Абе го направив. Последното што ми текна, го затегнав чворот, се намали чворот за 10-та, 20-та, 1000-та милиметар, што знам и 38 си дојде. Имам електронски шублер, кај него маме не немат. Тој е прецизен, електронски, нели? И тој. Друго, нејзината свекрва, покојната кралица Елизабета, Колин Пауер, како секретар од Соединетите Американски држави, шеикот од Кувајт за неговите конкубини, нели, харемот, само 5 седе. Тој имал харем од 25 жени или 50, што знам јас, само 5 седе. Од Делхискиот универзитет деканот, еден лорд од горниот дом на Англија, за него можем да кажем два збора, дојде, гледа 15 минути, еден човек 2 метра и нешто, многу убав маж, јас мало маже, просто, вака ме гледаше, ништо не седе. Излезе, дојде до вратата и се опули лево, тука имав, ќе ме простите ако се изразам погрешно енглески, не разбирам, Сајнс 24-та. Реклама Охридски бисер, Сајнс 24-та. И ја викна преводачката од Министерството за надворешни работи, симултан превод вршеше. Се извинувам, че господине Талев, господинот лорд, неговата екселенција прашуваат, вели, она реклама на ваше, наша, не гледате на нашиот вдучен. И вие рече имате традиција за изработка од 1924 и вака го подсветува. Да бе, госпожо, реков. Да ви презентирам документи. Ние имаме и документи, то не е диво. То било компанија, то било фирма.
Браќа Талеви била фирма позната во Краљевина Југославија, уздуш и попреко. Од Белград доаѓале со воз до Битоли, од Битола со пајтон, за краљевската фамилија куфеле бисерите нас и тие диадеми златни и брилјантни прстени, што ти ја знам. Се врати. И само вака направи. Ги изводам. Спакувајте ги, господине. Сакав попуст да му дам, да направам малу, како да речам, чест на Македонија, не мене. Неки пак владава ги носи Министерство за надвошна. Не рече, господине Талев, со каков пиетет разговараше со мене. Го осекав, ја саку не го разберем што збори, ама имав превод одма, истиот момент, симултан превод. Особите за кои се наменети ја заслужаваат правата вредност, а не намалена. Тога јас им ја омаловажавам нивната вредност. Овие зборови не можеш ти од обичен човек да ги слушнеш. Голема се. Снима ли некое необично барање? Необично барање не. Се јави госпожа Билјана Лекич во Завод за патенти и лиценци, тогаш работеше. Јас бев во викендица на Воелшани, летно време, и ми велит, господине Талев, дали би можеле да ми спремите неколку бисери, ќе ги носам во Брисел, имаме презентација, рече, на македонски производи речно изработени, носиме македонски тутун, брендови македонски, носиме, рече, вина, разни со освоени златни медаљи на разни манифестации вински, носиме пиво скопско, носиме од Отекс кошули, носиме кебе, носиме производи од македонскава индустрија. Дали ќе ни дајте на доверие? Или вели да замолам благајникот да... Боже, сачувај му верам таква работа. Јас ако неам доверие во нашава влада македонска, реков, што сум жив? Како да направиме? Ево, јас ке спакувам сега, за 10 минути сум надучен, 15, пакувам, седвам в кола и да, не, рече. Не, ево го шоферот ќе рече до мене. Сега ќе добијам налог, само вие ќе му кажете каде да дојдете и јас му однес каршија поштата. Абе, ве знам каршија орка, вели, нема проблем. Добро, дојде. 6 комплети му спремив и 6 обични бисерчина, ситни. 12, значи. Тоа беше релативно голема вредност. Затоа што овие беа најубависти, како Кралица беа све ексклузивни модели на 200 марки. Тога марки беа. Кога завршила манифестација, тие си имале по замислата да добили на крај еден вид такмичарски карактер. Ова презентација на разни производи не била само Македонија, и Србија, и Хрватска, и Аустрија, и Германија, и Јапан, и Тајланд, и Тајван, Малезија, цел свет што производи речно. А истокот е познат по рачни производи. И комисија, експерти за утврдување квалитет за накид, едногласно одлучиле дека речно изработени природен материјал со природна емулзија, дури и чепчето од природни влакна, тоа се прави од опашка од коњ, од верверица или од куна. Од друга пластика не доаѓа во предвид. Значи све природно е бисерите на фамилија Талев. Едногласно. Значи без ни еден воздржан или да речи не се слагам јас. Јапонците дисквалификовани. Хонг-Конг дисквалификован. Не знам кој кинески град дисквалификован. Тие знаете што? Тие истиот материјал јас што го употребувам, ама во комори под компресор, индустријски. Да. И тоа е квалитетно, ама не е рачно.
Мојов прстен е филин, ръчно работен, он врхунскиот скопски мајстор. Ваков исти ке ти направи турчинон со калап, лијан. Не е иста вредност, 50% е тој поевтин од овој. Зашто овој треби сати и сати и сати, а тој ќе го направи за 5 минути. Тоа е индустријско. Вредноста на вложениот труд е сосема призната. Сосема, ке ве молам, вие тоа одлично го разбирате. Тоа ми е така малку И замислите, и си реков јас, ги прежелав бисерите. И ми се јавиат, Билјана, господине, добивте престижната златна медалја, така, на тој ден да бидете во дом на посланици, министерот за економија да ви врачи дипломата и така натака. Ама бисерите ги немат. И си реков, знаев, јасното ќе ги поја волкот. Да, ама рече, јас ти носам сума пари. Комисијата што ги разграбале после оценката. Тука имаше и јапонски, и кинески, секакви производи. Ама од талеви ги зедоја. Од најдобрите. И така сега, вие рековте и се сметам дека е така. Нешто што обстојува 100 години со таков квалитет и што ја репрезентира не само нашата земја, туку и градот Охрид има сигурно и голема вредност, но колку ги штитиме, колку ги чуваме вистинските вредности кои ги имаме, несомнено дека тоа е изработката на оригиналниот охридски бисер. Живееме во времења во кои денес буквално е достапно се. Ако земеме во предвид, колку јас непреспани ноќи имам, колку јас километри имам поминато, за да ја пласирам робата што сум ја правил през неделјата, колку труд сум вложил, а државата да не води, ама ни малку сметка, мислам на инспекцијските служби, за конкуренцијата дива која важи која имат, која е присутна и екзистират во нашиот град Охрид. Многу сум навреден, да ви кажам право, јас уопште не сум заштитен. Јас сум заштитен од државата, од Скопје, од управата на Република Македонија, од министерствата. Јас сум добил сертификат, единствен, оригинален сертификат за она што викате ви оригинален охридски бисер имам јас. Значи, тврди дека тоа е автентичен, дури имам заштита на географско потекло и така натаму, тоа е врхунско. Кој што е кавадаречкото, тиквешкото вино, тутунот, прилепски и така натака. Тоа не може секој да го добие. Со географско потекло. Апсолутно, не може секој да го добие, тоа треба да имаш основа, фундамент за да го добиеш тоа, квалитет на највисоко ниво. И сега замислите, околу мене 10, 20, 30 дучани, сите продајат оригинал охридски бисер. И се муширијата кој што не знаете. За мене ме боли за мојов град. Го брукен мојов Охриди, е брукен мојава држава Македонија. Абе продавет. Она што се продават јас на својата супруга или на сна никош не би го поклонал. Тоа можам да го купам во Стамбул 5 евра е килото. А во едно кило има 3-40 низи. А тие го продават за баснословни суми. Поскапо и од моји рачно изработени оригинални бисери. Од моји, од нашиви, од внук ми се, внук ми работа од најпојки синови. Јас асистирам на еден начин. Чешам крастава, колку е така. Ми текне да поработам малку. И покрај сите овие проблеми кои несомнено се сериозни, за кои системот треба да поводи сметка, сепак на крајот од денот остануваат вистинските вредности. Тие се тие кои се ценат најмногу, без оглед на тоа што за жал се случува на пазарот. Затоа и сте токму таму каде што сте и обстојувате еден век. Каде го гледате семејството Талеви и охридскиот бисер на семејството Талеви во наредните 100 години? Убаво рековте и фактички го дадовте одговорот. Обстојувањето на пазарот во многу турбулентни економски времена, економски кризи, здравствени кризи и така натака, се должеше само на
идентичниот, автентичниот и оригиналниот квалитет. Тоа е основно. Меѓутоа, денешниве состојби се такви да јас благодарение на љубовта, на ентузијазмот со кој почна да работат мојот внук Климент, со неговиот татко се разбира, со Ване, вчера дадов една така многу убава изјава, дека сум многу горд што тие одет по мојот пат, по кој јас одев 65 години и малку подзастанав да се пододморам. Сега тие продолжувате од тука. И знам дека традицијата ќе продолжи. Тоа е одговор конкретен на вашето прекрасно прашање. Од не ми зависи, од друго не. Јас сум денеска, утре не сум. Јас ја живеам последната декада од животот. Пред ми е животот. Тие требите. Ако работе со ентузијазам, со љубов, со волја, јас кога да го држам господине Горан Четченов, кога да го држам чечкалицана, кога да ја вртам, кога да гледам како ја нанесвам емоцијана, јас осеќам топлина во срцево, јас тоа го чувствувам. Јас одма знам ако дефект направам нешто, одма то зрно го тргам настрана, со разреđевач го тргам старата залепена емоција, нанесвам нова. Значи не дозволявам апсолутно до таква финеса одам, едно зрно неквалитетно да му дам на, да речем, ето, на вашата госпожа утре ќе дојде да купи. Мора да биде то 100% 45 сантими зрно од зрно квалитетно. И све РТ класа. Ми беше задоволство и чест да разговарам со вас. Ви посакувам долг живот, а на семејството Таливи и на брендот кој го славите сега јубилеот 100 години, што многу генерации да ги споделуваат помеѓу себе тајните на рачната изработка на оригиналниот охридски бисер и да ги зачуваат тие вредности, бидејќи само така може нели да одиме напред и индивидуално и како семејство и се разбира и како општество. Ви честитам уште еднаш на големиот јубилеј и ви посакувам и натаму успешна работа. Јас благодарам на Охрид Нјуз на поканата, почастуван сум бил и друг пат кај вас. Била друга екипа, сум дал многу убава емисија, сме направиле многу убава емисија и верувам и сега, како и предходните пати во вашата прекрасна куќа, дека ќе има многу убав позитивен одзив на оваа емисија. Ви благодарам и вам, а вам, почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следевте.